Левица користи гол популизам кога застанува контра извршителите, а добива услуги од нив за да купуваат ефтин имот во центарот на Скопје. Обвинуваат денеска од ВМРО ДПМН, нарекувајќи ги и партијата и лидерот Апасиев левичари од Алиекспрес. За владеачката партија спорно е што имотот е купен токму од извршител и од банка поврзани со продажбата на деловниот центар Соравија, кој пак е во релација со ДУИ. Им се распрсна како меур од сапуница тезата дека се левичари во истиот момент кога купија 409 метри квадратни деловен простор во центарот на Скопје од банка преку извршител. Левици и Апасиев сега се радуваат на имот кој присилно му е одземен на претходниот собственик кој не можел да ги сервисира долговите, а допред само неколку дена се бунтуваа против извршителите. Ништо повеќе што ќе каже Димитар Апасиев не држи вода. Неговата политичка парадигма се покажа како гол популизам втемелен на манипулација и злоупотреба на чувствата на граѓаните. Од левица пак возвраќаат, нема контрадикторност во нивните ставови против извршителите и тоа што купиле имот токму преку извршител. Вела дека цената е ниска бидејќи се работело за подрумски руинирани простории, а немале ни врска со извршителот или банката која го продавала имотот. Знаејќи дека целата јавност има веќе оформено став за нивната криминогеност во однос на нивните простори, пробаа тој ареол да го пресликаат на други партии, но неуспешно. Не се наоѓаме во морална стапица, сметаме идеолошки и прагматично и во пракса дека приватните извршители се погрешна работа и сметаме дека извршувањето треба да се врати во рамките на судовите и во однос на тој наш став ова не е во никаква контрадикција. Од втора страна, тие простори беа изложени со надпис. Деловни преговори со банката е постигната цената за која се зборува, додека кредитот е обезбеден од друга банка. Владеачката ВМРО ДПМН и левица веќе неколку дена се во меѓусебни партиски пресметки за новиот имот на партијата на Апасиев во центарот на Скопје купен за 720 евра по квадрат, цена неколкукратна помала од пазарната. Прашањето се отвори на седницата за пратенички прашања, кога премиерот Мицкоски извади документи од продажбата на имотот и при тоа побара истражните органи да ја проверат трансакцијата која е сомнителна поради багателната цена. Катерина Нешкова, Сител телевизија.